Може би ќе престанат да не прозиваат политичарите дека работиме за едната или другата партија. Професорке, но да, тукму тоа сега ве прашам, значи ќе биде ли една брана од таквите перцепции кои главно политичките партии ги градат, дека сега овој состав е наклонет кон една власт или кон друга, дека за одредена одлука една интересна група има интерес да изврши политички притисок или не. Може ли на овој начин и вие да се заштитите од тој политички притисок кој несомнено ќе Јас се надевам дека ќе успееме да докажеме преку нашите дискусии кои ќе бидат јавно видливи и следени, дека постои правна аргументација која сега тоа точно дека во правото нема 2 + 2 = 4 како во математиката. Ние многу често се случува сега, не многу често, но се случува да се разубедиме дел од нас да го смени ставот кој го изнел на почеток од седницата врз основа на аргументите кои следеле од колегите. И тоа е здраво и затоа служат тие дебати. Се разбира, секогаш имало и има суди што никогаш нема го смена ставот, тоа може би карактерна особина и така натаму, но здраво е да се дебатира и да се прифатат другите аргументи. Ако јас можам да прифатам аргумент или контрааргумент на колега судија, претпоставувам дека и лаичката јавност која тргнала со една замисла, ќе може да се убеди откако ќе ја слушне правната аргументација и резонирање. Но тоа е меч со две ошлици. Еднакво може и да ја оттугиме или да ја убедиме јавноста дека не сме добри, ако не сме добри. Ако не сме добри, ако не дебатираме, ако молчиме, ако само на крај се крева рака и не се даваат аргументи, ако користиме нестручна терминологија, ако го покажеме лошото лице на секој од нас, бидејќи секој од нас после долга и исцрпна седница и дебата може да биде понекогаш да употреби потешки зборови, може да употреби сарказам, иронија во дискусиите, ако на тоа се сведеме, како што за жал имавме прилика да видиме одредени институции, ако сакате и ќе го споменаме судскиот совет, тогаш ќе го добиеме фидбекот од јавноста како што доби судскиот совет во тоа време.